Добро утро и од мене. Јас сум Кристина Атовска, иако колегата Сашо Ордановски малку ги помеша работите, но за една работа во право малку ја крадам. Тематиката на колешката Александра Бовевска и некако продолжуваме со еден филмски блок. Со мене во студиото се двајца режисери, господинот Агим Абдула и господинот Шахрам Мокри, кој ни доаѓа од Иран. Добре дојдовте во студиото на Утрински брифинг. Добре да најдовме. خیلی خوش اومدید گفتن. متشکرم. ممنونم که منو دعوت کردین به برنامه‌تون. ببخشید اگر فارسی صحبت میکنم ولی آگیم کمک میکنه که ترجمه کنم. Добро да најдовме, ви благодарам за поканата. Јас се извинувам што ќе треба да зборувам на персиски, но се надевам мојот колега Агим ќе ни помогне да се разбере. Баш се радуваме што ќе слушнеме уште еден јазик овде во студиото на Утрински брифинг. خوشحال میشیم که یه زبان دیگه‌ای بشنویم اینجا در استودیوی اوترینسکی برفینگ. Причината поради која ве повикавме дека во вторник почнува, поточно првата клапа на долгометражниот филм Кома, кој ќе го режира господинот Абдула, а господинот Мокри е дојден во советодавна улога. Како режисер ќе мора прво да почнам со гостинот, бидејќи така е културно. Пред се ви се допадна ли Скопје, имавте ли време да го видите или веднаш почнавте со работа؟ سوالی که قبل از همه چیز بپرسم به عنوان مهمون آیا از اسکوپی خوشتون اومد یا نه قبل از اینکه وارد موضوع فیلم بشیم؟ من بار دومیه که میام به اسکوپیه. دفعه اول در سال 2016 یا 17 اینجا بودم برای یه برنامه نمایش فیلم و عاشق این شهر هستم و مردمش رو خیلی دوست دارم و قدم زدن توی شهر خیلی بهم انگیزه میده. این بار که دعوت شدم فکر کردم حتما باید بیام. Мене ми е втор пат сега во Скопје. Ја прв пат 2016 или 17 година бев за екран на еден од моите филмови тука во Скопје. Сега по втор пат навистина кога чекорам низ Скопје ми дава некое посебно чувство, ме мотивира и навистина го сакам овој град. Тоа е супер да се слушне. Господин Абдула, да поразговараме за причината за која што ве викнавме. Долгометражниот филм Кома ќе го продуцира Бунијамин Куртиши, Галактика Pictures, а вие го режирате. Подржан од агенцијата за филм, но ќе ни откриете ли нешто повеќе за сценариото кој исто така е на Бунијамин Куртиши? Зашто се? Па вака да ви кажеме се. Секогаш најтешките прашања ги поставуваат новинарите кога викат дали ќе не откривате нешто. Ние никогаш не сакаме да откриваме од почеток, сакаме да остане за кога ќе се заврши проектот, да излеземе со нешто ново. Но да, филмскиот проект Кома е поддржан од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија во продукција на Галактика Pictures со продуцент Буњамин Куртиши. Тој е сценарист, но исто така ние многу сме поработеле, значи како и господинот Мокри него сум го искористил како скрипт доктор, многу ни има помогнато, значи да го средиме, да го достредиме сценариото. Значи накратко да кажам дека филмот обработува една осетлива социјална тема. Значи пак се навраќаме во вредностите на хуманоста, на пријателството, приказнате за двајца пријатели кои се среќават по 20 години, имаат заеднички детски спомени, но на едниот му се случува некоја несреќа кој значи потоа ќе се бори на свој начин да ги враќа спомените, а пријателот кој доаѓа и останува да му помогне, значи жртвува се за да го докаже неговото пријателство и тој на некој начин ќе се обиде, значи да ги враќа своите мемории на еден друг начин. Не би сакал повеќе да откривам од приказната, но мислам дека е добра приказна и вреди да се работи на тоа. Нешто повеќе за снимањата, најавив дека почнува првата клапа веќе во вторник, а повеќе ќе биде интериер, екстериер и нешто повеќе за кастот. Па да, ние според планот треба да почнеме на 25 јануари прва клапа, иако еве не изненади снегот кога станавме сава и гледаме дека има снег, иако бевме спремни за тоа, решивме да снимиме зимно време, имаме резервни планови, но како и да е, значи ние решени сме да одиме напред. Нема да ни пречи многу, јас се надевам ќе бидам среќен доколку има снег, отекна целиот проект и многу поубаво ќе ми изгледа, пошто немаме ограничување временско кога се случува действието. Околу кастот јас можам само да
да се чувствувам многу горд што во мојот тим имам име како името како господинот Мокри, кој е веќе светски познато име во областа на режијата и сценариото, а исто така и другиот дел од екипата, од актерската екипа, па и тие што се позади камера и целиот тим, јас сум презадоволен до сега, значи од тоа што е направено, од припремите и се надевам дека така ќе продолжиме до крај. Со Куртиши сте соработувале и претходно, веќе имате освоено и неколку награди на кратки филмови. Успешна соработка очигледно чим продолживте заедно и со долгометражен. Како оди таа соработка? Задоволни ли сте? Како што и вие рековте, значи кога само со една продукција работиш, 3 краткометражни и првиот долгометражен со нив, тоа само по себе покажува дека се е окей, се функционира како што треба. Јас сум презадоволен од начинот како ние се разбираме и како соработуваме и се надевам дека ја Да, вашите 3 филмови освојат 10 награди по меѓународни фестивали. Да, ги има, дојдени се некои мелови, значи и за награди и Мора да го ама прашам. не ми значи тоа, навистина не ми значи тоа ништо. Јас само сакам да работам, сакам тука во мојата земја, публиката, па и тоа што слушнав од претходните соговорници во вашето студио, филмската критика, значи да го дочека филмот убаво, па потоа успесите доаѓаат сами по себе. Повеќе домашна или повеќе домашен или повеќе меѓународен успех, бидејќи кај нас работите малку се измешани. Кај нас чекаме прво да не пофалат на страна за после да пофалиме нешто што ние дома сработиме. Јас верувам дека ако ние сме успешни пред очите на домашната публика, пред нашите соседи, нашите пријатели, нашите гледачи, сигурно и другите ќе не пофалат. Ама мене не би ми значило ништо, значи да добијам награди само надвора, тука да се критикувам. Јас нешто не би работил тука би побегнал, би отишол во некоја земја, друга земја да живеам. Кога сме кај наградите, би сакала да го прашам господинот Мокри, ако отвориме ваша биографија, можеме да забележиме дека не постои континент на кој што не сте освоиле филмска награда. Да работеба џаваез вакти сообат микуним, Мокри вакти биографија што морам да биним CV, што морам да биним متوجه می‌شدم که قاره وجود نمونده که شما در آن جایزه دریافت نکرده باشید. Можете ли да издвоите една која ви е најдрага? میتونین یکی رو جدا کنین که بیشتر از همه جوایز دیگه براتون مهمه و عزیزه؟ من در سال 2013 در جشنواره ونیز یه فیلمی داشتم به اسم ماهی و گربه و اونجا برنده جایزه شد از فستیوال. یکی از اون شیرهای خوشگل ونیز رو، اون برام خیلی مهم بود به خاطر اینکه منو خیلی معرفی کرد به سینمای دنیا و به فستیوال‌های مهم دنیا. Јас во 2013 година со еден мој филм по име Fish and Cat бев во фестивалот во Венеција. Таму добив една награда од тие убавите лавови и таа награда ми е многу важна затоа што тоа беше повод јас да се представам во светот на филмот. فکر می‌کنم جوایز همیشه خوبن، فیلمسازا رو خوشحال می‌کنن، ولی خیلی هم معیارای قطعی نیستن برای فیلم‌ها. فکر کنم اگه فیلم‌ها بمونن، تماشاچی‌ها اونا رو در طول دوره‌های مختلف ببینن، جایزهای بزرگتری برای فیلمسازا. Јас верувам дека добро наградите се секогаш добре дојдени, значи ги радуваат режисерите, но моето убедување е тоа дека најдобро е, значи да размислиме во насока на тоа направиме добар филм, за филмот да остане и гледачите што подолго публиката да го гледа и да го памти филмот. Ја мислам дека тоа е најважно. Што значат ваквите соработки за филмот? Филмот излезе од националните граници, живееме во еден глобален свет во кој што не само што се гледаат филмови секаде, туку и се остваруваат вакви соработки, нема повеќе граници ниту за глумци, ниту за режисери, ниту за продуценти. Што значи тоа за филмската индустрија؟ چه این نوع همکاری رو چجوری شما می‌بینید؟ چون دیگه فیلم از مرزهای ملی خارج شد، الان در یه جهانی سازی جدید زندگی می‌کنیم و اینجور همکاری‌ها رو شما چطور می‌بینید؟ چه در زمینه بازیگری، چه کارگردانی؟ فکر می‌کنم که فیلم‌ها الان ناچار هستن که با تیم‌های بین‌المللی کار بکنن. این هم کمک می‌کنه به اینکه ایده‌های جدیدی توی فیلم‌ها بیاد و فکرهای جدیدی توی ایده بیاد، هم بازار اونا برای دیده شدن توی کشورهای مختلف کمک میکنه. Ја мислам дека сега сме во време кога некако сме приморени да соработуваме и со други луѓе и колеги од другите делови на светот, затоа што
Ваквата соработка донесува нови идеи. Значи продонесува во тоа да имаме нешто ново во филмот и тоа ни отвара други пазари за публика, значи каде ќе биде гледан нашиот филм. امروز خیلی از کشورهای دنیا رو ما از طریق فیلمایی که دیدیم میشناسیم و به خاطر همین فکر میکنم این فرهنگ فیلم دیدن و بودن توی فیلم ها اتفاق مهمیه برای تماشاچی‌ها و برای فیلمسازا. Ние сега се случува, значи многу од земјите на кои не сме имале прилика да патуваме, ги знаеме од филмовите кои што сме ги гледали и кои каде што се презентирани, затоа верувам дека ваквата соработка е многу важна и културата на гледање на филм исто така, значи треба да се потенцира во ова насока. Господинот Агим рече дека домашната критика му е поважна од меѓународната. Каков е случајот кај вас? Каква е иранската публика и иранската критика? Агим گفتی که برای من نظر نقادان فیلم داخلی و تماشاگر داخلی خیلی مهمتر از نظر خارجی مهمه. حالا نظر شما چیه در ایران وضعیت نقد فیلم چجوریه؟ همیشه برای فیلمسازا کشور خودشون اهمیت بیشتری داره نسبت به همه جا، چون که اونجا بزرگ شدن و با تماشاچی اونجا فیلم دیدن و عاشق سینما شدن و نظر اون تماشاچی ها مهمه. فکر میکنم که اولین کشور برای هر فیلمسازی کشوریه که توش داره فیلم رو میسازه. И јас истото верувам дека за секој режисер или филмски работник, значи најважно е значи да биде сакан од својата публика, за тоа што тој со таа публика одраснал, со таа публика почнал да гледа филм. Јас верувам дека најдобро е значи тоа да е најважниот дел, значи прво да биде сакан од својата домашна публика, а потоа. Господин Абдула, мора да ве прашам, бидејќи претходниот гостин беше од другата страна филмски критичар, а постојано сме навикнати тие вас да ве критикуваат. Имате ли вие забелешка за нашите домашни филмски критичари? Има ли објективност, даваат ли реални оценки или можеби пак фалат критичари? Јас да бидам искрен, не сум читал многу филмски критики од наши филмски критичари, не знам дали е тоа моја слабост или сега толку сме проширени по социјалните мрежи, не ги наоѓам, не знам што се случува, но многу малку се случува да читам. Но мислам дека тоа што сум читал досега не е на задоволително ниво, пошто сега не знам дали се работи за посебен медиум, пошто не знам ми се случува 2-3 пати од еден медиум, не би сакал да го спомнам тоа, читам филмска критика и гледам малце еднострано. Барем такво е моето чувство и мислам дека тоа што сум читал не сум задоволен од тоа, мислам дека треба да биде многу пообјективно, многу по-фер кон филмската фела. Јас имам читано за моите кратки филмови, некои филмски критики што за мене беа фантастични, значи беа добри за мене, позитивно, сега не знам како ги читале другите и што мислеле за тоа, но мислам дека нема доволно. Ние немаме, ја не гледам некоја телевизиска емисија која ќе се бави со оваа тематика, а обратно е во Иран, каде што сум живеел и што сум студирал. Значи, таму има многу јака филмска критика и цело време значи се знае кој ден што се зборува за филмот во некоја од телевизиите и има многу гледаност и многу влијае и предонесува значи подобрување на работата во филмската сфера. Тука гледам многу е бледо. Иако има многу е бледо, толку е бледо што јас навистина не можам ни да спомнам некое име. Можам едно-две, но не би сакал тука да ги спомнам, но тоа не е доволно, мислам. Значи за една држава е многу бледо издание. Да, во последно време ни напредува филмот, освојуваме награди речи си секаде. Така што може би недостасува малку филмска критика, а дефинитивно недостасува. Ја мислам дека треба да бидеме радосни со тоа што се случува со нашата кинематографија. Се надевам дека тоа не е случајно, пошто може да се случи, значи ние да бидеме во еден период каде се појавуваат едни-две добри дела и тоа може да биде значи привремено и пак да почнеме да паѓаме. Се надевам дека тоа не е така, дека навистина имаме сега зрели луѓе, зрели режисери, зрели сценаристи кои значи ќе придонесат ние да се качиме секој ден погоре и погоре. И
ние ќе се обидеме значи да чекораме, иако за нас другите режисери ова веќе е многу потешка ситуација сега, пошто за да Има поголема конкуренција. Да, конкуренцијата Ама така е поинтересно. тешка, ама ја сакам конкуренцијата затоа што ќе ни донесе дефинитивно квалитет. Сосем за крај, господин Мокри, еден коментар за сценариото за кое што сте овој пат дојдени во Скопје. За Кома очекувате тоа да биде добар филм? برای آخر آقای مکری میخوام یه سوال راجع به سناریوی فیلم، کاری که الان دلیلش به خاطر این در اسکوپی هستیم. نظر شما چیه؟ انتظار فیلم خوبی دارین ازش یا نه؟ راستش آره، فکر میکنم که تیم خیلی خوبی جمع شده و سناریوی خوبی وجود داره. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که بهترین اتفاق رو از توی این سناریو با این کمک این تیم در بیاریم. خیلی امیدوارم من به آینده فیلم، اما نظر نهایی رو باید شما و منتقدای فیلم در اسکوپیه و همین تماشاچیایی که اینجا هستن بدن. Искрено јас многу сум оптимист за ова сценарио и за овој филм. Се надеваме дека, значи, пошто знам дека имаме одлична екипа, одличен тим сме се собрале и многу сум оптимист и мислам дека ќе биде добар филм, но како и да е, крајното мислење ќе треба вие да го кажете како новинари, филмските критичари и публиката. Сосем за крај има рок во кој што треба да излезе филмот, можеби и снимањето, продукцијата трае месец дена, но постпродукцијата е она што трае многу долго. Па според некои планови ние би сакале, значи, пред крај на оваа година, значи, да бидеме целосно спремни, но сепак не би сакал да навлезам на тоа, сепак е работа на продукцијата. Моја работа е, значи, да завршам до снимање и после се ќе зависи од плановите и од финансиите. Ако сакаме, значи, да бидеме искрени, пошто знаете, ние задоволни сме од тоа што го имаме, но филмот бара, особено постпродукцијата, бара многу работа и финансии, но мислам дека се ќе се одвива според планот и пред крај на годината ќе бидеме спремни. Со нетрпение го очекуваме. Ви благодарам што бевте мои гости двајцата и благодарам што го донесовте гостинот. Ви благодарам и на вас. خیلی ممنون. خوشحالم از حضور شما و ممنون از من که شما را آوردم در استودیو. Ви благодарам уште еднаш. Ми беше задоволство да разговарам со двајца режисери денеска во студиото. Шахрам Мокри од Иран и Агим Абдула, режисер на долгометражниот Кома, кој, како што најавив, во вторник почнува со снимање и ќе биде удрена првата клапа, како што велат по филмски јазик. Ви благодарам за вниманието. Јас сум Кристина Атовска.